Чудно, но вистинито е дека ракометот, како еден од најпопуларните спортови во нашата држава, во Кочани не наоѓа соодветна средина за екзистенција и развој. Не дека нема таленти и дека нема други предуслови, тој на голема врата да се врати на нашите терени. Ако некогаш се играше на асфалтот пред гимназијата, сега на располагање е спортската сала во Основното училиште Никола Карев, која пружа одлични услови. Вреди да се подсети дека своевремено Кочани ги имаше двата мощни успешни клуба во женска и машка конкуренција, кои се искачија до самиот врв во Македонија. Произлегоа неколку репрезентативки кои заслужуваа завиден меѓународен респект. Во самостојна Македонија машкиот и женскиот ракомет се вбројуваат во најпопуларните спортови кои привлекуваат и најбројна публика. Репрезентативните и клубските успеси за жал се уште не допреа до младите во градот на Оризот. Недозволиво е петата репрезентација во Европа од пред 2 години да нема клуб во ниту еден град во Источна Македонија, што значи и во Кочани. Причини за стагнацијата на ракометот во Кочани има повеќе. Меѓу најважните се финансиите. Но се чини дека наставниците по физичко и сите други како да не се загреани за ракометот. Затоа и на децата од рана возраст никој не им ги открива тајните на овој цврст и динамичен спорт и не им ја развива љубовта кон него. Дали најавената поддршка од страна на локалната самоуправа и оптималните услови кои ги нуди спортската сала ќе ги поттикнат спортските работници да го направат најзначајниот прв чекор кон враќањето на ракометот на кочанската ракометна спортска сцена ќе се види